Заменик председател на Собранието на Република Македонија господин Милошевски, почитувани господи министри Николовски, Клековски и Шасивари, господи народна пратеници, господин градоначалник на град Крушево, директорке на 10 дена Крушевска република, драги браќа и сестри. Секогаш на Илинден скоро си го поставувам истото прашање. А јас да бе во кожата на Питу, дали би излегол таму на Мечкин камен? Тоа е прашање за секој од нас. За секој кој сериозно го разбира животот, е прашање дали би се жртвувал за другите. Обично живееме во епоха во која другите ги жртвуваме за себе. Ама да се жртвуваш за другите, тоа е аманет од нашите илинденци, аманет во нашиот народ, аманет на христијанската вера во која живееме. Затоа, одговорот мој ќе ми биде веројатно да. Но дали ќе биде така, дали храброста ќе ми биде дотаму јако пред вас сите, сега говорам дека е големо тоа дело, тоа не знам. Затоа што навистина е големо да си направиш опело пред да загинеш, пред да бидеш мртов. Кој си прави тоа? Само човек што има длабока вера и што знае дека делото негово ќе биде бесмртно. И за такво бесмртно дело зборуваме. Ги спомнуваме овде на Парастос илинденците, но ние сите се поучуваме од нив, затоа што делото што тие го направија е аманет за секој свесен човек кој ја сака и ја брани слободата. Слободата не е само надварешна карактеристика, таа е пред се внатрешна карактеристика. Слобода на животот, значи слобода на мислата, не само надворешна слобода. Таква слобода ни подарија нашите илинденци. Зато им се благодарни, зато ги спомнуваме нивните имиња до денес и ќе ги спомнуваме во вечност. Да сте здрави и живи и милоста Божја да биде на сите вас. Амин.